Почитувани гледачи, добро дојдовте на ово издание на вашата емисија Агроспектар. Информираме и едуцираме за квалитетно земјоделско производство. Времето повторно би се рекло дека не е на страна на земјоделското производство. После оној период со врнежи од дожд, сепак имаме температури кои што не одговараат за овој период од годината и кои што треба да бидат некаде во март. Како и да е, како ќе се одрази времето врз земјоделското производство, ќе анализираме, ќе следиме во емисијата. Вечерва во ова издание на Агроспектар, осврт за времето, состојбите во аграрот и принципи за подигање на долгогодишни насади. Бидете со нас во студиото е професор доктор Ристо Вучков. Добро ни дојдовте. Добро време до вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Во најавата реков дека температурите кои што стигнуваат дневните и до 20 степени не се карактеристични за овој период. Отсуствува оној зимски амбиент или оној доцно есенски амбиент. Што значи ова, професор? Значи ли дека на повидок ни е уште една иста година како и минатата, кога ќе дојде време за цветање и кога овошките растенијата ќе процветаат, ќе имаме пролетни мразови. По се изгледа дека некако се повторуваат работите. Точно е, тоа што го зборите. Ние сме со 11-тиот ден од декември месец, значи уште 10 дена ние влегуваме во календарска зима. А сега треба да имаме длабока есен со ниски температури, со врнежи од дожд и снег и така натаму. И ние во овие наши емисии кои ги имаме повеќе години, тоа го веќе сигнализираме за тие тектонски промени. Вие гледате за неделата која е зад нас. Ние имаме прав пролетен амбиент. Со целодневно сонце, со температури 18-20 степени. Тоа е веќе почеток на подмамување на вегетацијата, бидејќи секој растителен вид, чим е исполни температурната сума, а тоа исполнување сега наместо ниски температури, да ни умрат инсектите, болестите и така натаму, ние имаме температури кои изненадуваат, пролетни денови фактички, кои ги бараме во март и април. А наместо тоа тогаш ни доаѓаат минусни температури, кога вегетацијата е веќе тргната. И тоа тектонско пореметување, ако продолжи така, мора земјоделскиот производител да се трансформира во она што го нудат временските услови. Хитно прилагодување према времето. Тоа значи менување на сорти, на култури. Сорти, култури и начин како времето да ни биде сојузник. Затоа што ова пролет, оние рани сензибилни видови, кајсијата, праската, јапонското јаболко, сливата, калинката, тоа се отиде. И Македонија има голем губиток од производството. И така намалено. Со површини имавме и губење на принос. Сето тоа е забот на времето кое го точно носи аграрот во еден таков степен како што е. И сега, таа долгорочна, имавме фин дожд, тоа е неспорно. Каде што онаа хидролошка состојба која беше катастрофална, бидејќи 2025 година ќе ја декларираме со повеќе од 100 дена каде што немаше врнежи од дожд, каде што сите акумулации беа на оној технички минимум, ние сега имаме на вистина состојба каде што дождот допринесе да се ублажи и да дојдем да имаме една оптимална хидролошка состојба. Иако дел од браните велат, професоре, уште треба дожд. Но долгорочната прогноза збори дека ние тек за недела, за 10 дена влегуваме во зимата. Сега, до 22 март сме зима, јас имам некое мое лично видување, бидејќи ја следам климата подолго време, дека ќе имаме уште врнежи од дожд. Но тоа е кај нас позитивно, што врнежите од дожд дојдоа до границата каде што веќе почна да зборат за преливање на реките и така натаму. Но сето тоа е точно немарноста на господинот човек. Каде што тие каналски мрежи
за одводнување, треба сегој да бидат спремни да примаат дожд, вишок од вода. А тие со години меѓу самите комши, меѓу самите реки, гледате и сами, нивото на реката е по-високо од колку површините кои треба да бидат одседени. Тоа е нелогично. Затоа, првата задача треба да биде максимално посветување внимание на одводната мрежа и сите врнежи вишок што ќе дојдат да бидат примени. И срекната околност што морам да ја потенцирам со години, тоа сега во Грција што се случи. 400 литри по метар квадратен за многу кратко време. Тоа што се случи во други земји, со овие урагани, со тие, ние сме тука во еден заштитен појас каде што таквите нешта, доколку дојдат, каде што таа една аверзичност на земјоделците за земјоделските површини не се обработуваат редовно, Има големи површини кои што се напуштени. Точно напуштени, немаат одводна мрежа, немаат, па тука ако дојде посилен дожд, урагански, оној пороен дожд, па тука 2 месеца ќе не може да се влезе на површината. Но снегна околност е, еве сега кога доаѓајќи према Кавадарци, кај Јосифово гледаме овие каналите ги копат со багери, ги за одводнување и така натаму. Сето тоа е добро, но генерално аспектот дека аграрот заслужува поголемо внимание отколку оние политички престрелки што ги гледаме и бедни кои го народот целосно разградуваат, разбитнуваат. Тоа е штета за државата. Наместо се посветиме да се свртиме кон аграрот, ние ја гледаме Европска заедница, не баре она кога ќе одиме таму ќе ни даде она најсладкото. Ние мора да се експонираме со квалитетно производство на храна за европскиот пазар и Европа да каже да. Република Македонија е пожелна во Европската заедница. Не да се фатиме за Европската заедница како да ги узурпираме, после и криминализираме оние субвенции кои ги дават. Се мислам дека секој од властите од самостојувањето исклучиво гледат, еве сега за ИПАРТ програмите, гледаме кај да пипнеш корупција. Значи, го немаме суштински честит дел каде што државата треба да не биде пред се. Наместо тоа ние имаме навистина еден недомакински пристап каде што ќе не кошта многу, бидејќи на аграрот буквално не му се дава оној прав епитет, тој стожер во државата, бидејќи ден порано или покасно во светски размери, тоа што го зборам како стручњак, светот ќе биде зависен од производство на храна. Кој произведува храна, тој ќе опстои. Кој има више храна, тој ќе ја даде за пари тој што ќе каже. И наместо тоа, ние ги катастрофално приватизиравме комбинатите, народот се разбега, сега ќе ни доаѓале овие луѓе од страна, бидејќи немаме работна рака. Струмичко 74 села има, верувај ми преку 60% младите се надвор од држава. Да, тоа е слика низ цела држава. Тоа е слика низ сите општини и што правиме ние? Странски инвестиции. Едноставно крива насока по однос на тоа да сватиме дека оние површини кои ги имаме, оние 274 светлосни дена, оној тип на почва и мора да знаеме, македонскиот дух има сепак една упорност да биде производител на храна, ако биде добро мотивиран. Народот, младите луѓе бегаат, вика професора, не може мене, трговецот, да ме прави дека сум будала. Ако го биде мотивиран, добро платен, ако му бидат дадени услови од европските средства што доаѓаат, добар пластеник од хектар површина, произведува храна,
Вика, јас не ми треба, вика, јас ќе си бидам на татко ми на површините на нивите. Не ми треба, вика, за италијаните или за Други држави швајцарците да произведувам храна. Сето тоа е факт на погрешните потези на сите луѓе кои беа на власт од осамостојувањето. Да не бидеме сватени дека има некои политички контекст ова наше. Што се случува во раноградинарското производство? Во овој период најактивни се раноградинарите. Раноградинарите се избезумени, еве јас ќе ви кажам. Струмица сега, со тие сончеви денови, пиперот е веќе расаден на стално место, тие што има топла вода. Ние во јануар месец, кога треба да имаме снег, ние ќе имаме берба на пиперка. Може да замислите. Сега, со зелката, со сето тоа, пореметени принципи, каде што ние ќе имаме производство, ограничено секако, бидејќи рапидно се намалени површините, обработливите површини, рапидно намален интересот од млади луѓе да останат да работат на производство на храна, бидејќи се разочарани од третманот што го имат, и, што е најважното, ја немаме она долгорочна, трајна стратегија за развој на аграрот. Секој квадрат плодна површина, било кој да е на власт, без оглед, треба да се чува како зеницата во окото и да произведува храна. Ние, со производство на храна, сега ќе видите до крајот на годината, пред новогодишни и тие божични празници, ќе видите дека пак ќе имаме потреба од увоз на храна. Бидејќи производство буквално немаме или ограничено. И што е трагедија, трговците со манипулациите, имаше одредени производители со добра домата, онаа втора култура, кога отидов на Кванташки пазар. Производителот солзи му потекоа: професоре, домата прва класа, 15 денари, никој не прашува да ја купи. 2 недели така, неговото производство отиде џабе. Сега од Албанија се внесуваат некакви домати ситни, 80, 90 до 100 денари. Каде е логиката, каде е одбранбениот систем за тај земјоделски производ? Да, државата воопшто не реагира кога државата вели се уништува нашиот производител. Пазарна економија. Чекајте, пазарна економија, но има критериуми. Да, сите држави се го штитат собственото производство, па потоа се работи по пазарни економски услови. Имаме и прилог во емисијата принципи по за подигање на долгогодишни насади. Ќе го погледнеме овој прилог. Јас сакам да го погледнеме прилогот, да го кажам следното, бидејќи сум навистина повеќе од 40-50 години во тој аграр. И сум сведок, и сум бил стручен консултант, и сум бил главен организатор и на се за подигање на овошни и лозови и овошни насади. Тие принципи што сега ги давам, ми тежеше од луѓе кога доаѓат, земал покрај реката, тој подига лозов насад. Ни прашат дали типот на почва одговара, дали експозицијата и самото место одговара. И подига насад таму и не може гроз да скини, не може да формира од болести, од присуство на различни чинители. И сега, наместо да се почитува науката, за која често збориме дека таа воопшто не учествува во производниот процес, има експерти, луѓе кои докторирале на тоа, лозари, овоштари, знаат на кој тип почва кои насади ќе одат, како да се формира насадот, како да биде на која експозиција, како да се направи анализа на почвата, како тој насад да биде продуктивен. Токму тоа следува во прилогот, да го погледнеме. Прилогот.
Дојдеме со еден интересен прилог кој обично важи точно за тој конечно есенски период, каде што од научно-стручен аспект се потврди дека подигањето на овошни или лозови долгогодишни насади одговараат повеќе во тој есенски период. Тоа го ние збориме од причина што следејќи ги повеќе години условите, една видоизменетост во пролетниот период, уште од крајот на април или мај, во Република Македонија почнуваат некакви високи дневни температури, ако тогаш се сади, се подига насад од винова лоза, од овошни дрвца, можно е младите калеми да настрадат од тие високи температури, па понекогаш и недостатокот на времено на вода и да немаме успешен насад. Затоа ние денес во овие едукативни емисии, токму тој период, тој есенски период кога ја снимаме емисијата, рековме дека одговара за подигање на лозови и овошни насади. И тука си земавме за право со една елаборација со практично и стручно научно искуство да кажеме за некои важни принципи при подигањето на повеќе годишните насади. Точно е тоа дека принципите ја прават секоја работа успешна. И ние мора да кажеме дека лозарството и овощарството во Република Македонија не е на мали површини, но онаа што е третманот од трговската сфера и откупот на некои производи кои се произведуваат, дали тоа грозје или овошни продукти, секогаш трговската сфера дава еден свој негативен импулс по однос на откупните цени, по однос на сите тие работи, кои нешто ствараат една стагнација во проширување на површините под винова лоза и под овошни дрвца. Но без оглед на тоа, животот тече, понатаму ќе дојдат времиња кога тие подигнати, квалитетно подигнати насади ќе имаат своја вредност по однос на производот кој го добиваат, бидејќи сепак човечкиот род е зависен од храната која се произведува воопшто во земјоделието. Дали е тоа од овошни, лозови насади, дали е тоа од градинарски култури, дали е тоа од индустријски култури, од житата и така натаму, зависноста на човечкиот фактор ќе дојде до израз да аграрот има поголема цена колку што заслужува. Пред се стратешки, што е многу важно. Бидејќи ние генерално од осамостојувањето немаме трајна стратегија и имаме една распарченост, неорганизираност и на крајот едно видливо незадоволство од луѓето кои подигаат насади и после тоа гледат демек погрешив, зошто подигнав насад и така натаму. Тој не погрешил, сигурно, но тоа што се води, што се не се почитува науката и што не се почитуваат онај труд што го вложува земјоделецот, благодарение на инкорпорација на политики и други работи, тоа обусловува да ние кажеме дека мора оптимистички да гледаме кон сите тие работи кои не очекуваат утре. Ние денес со тој прилог сакаме да кажеме за неколку важни принципи за подигање на тие повеќе годишни насади. Тука ќе ги земеме во предвид
и овошните и лозовите насади. При одлуката да се, бидејќи тоа се повеќе годишни насади, како што рековме, при одлуката да се оди кон такво нешто, секогаш треба да се има во предвид и почит на принципите кои доведуваат до успешно подигање на насади, успешни резултати од површините кои се засниваат, а сето тоа ќе се постигне со апликацијата на науката и производителот со едукација да биде запознаен која сорта, која култура ќе биде застапена, кој ќе ја откупи, за која цена, за да тој има една сигурност во производството на неговиот долгогодишен насад. Ние од овие најважни принципи секогаш ќе ги одделиме како што тоа следува стручно научно. Значи, повеќе годишен насад се подига на површина која одговара за насади со својата инклинација и експозиција на теренот. Тоа го зборим од причина што практично гледаме дека одредени собственици на одредени површини покрај реката Вардар, да кажеме, ми вели професоре, јас ќе дигнам покрај Вардар насад од винова лоза, бидејќи ми е близко, ќе можам да наводнувам и ред други работи. И јас морам да му одговорам на тоа, морав и му реков дека тоа не бива да го работиш, бидејќи покрај реките, тоа е ниско место, каде што таа експозиција на терен секогаш обусловува насадот од винова лоза кога го засниваш, да имаш роса која предизвикува развој на фикумиците габи и ти од пламеницата не можеш глава да дигнеш, од пепелницата, гроздовите молци и така натаму. И таквото ниско место не одговара за одгледување на виновата лоза. Виновата лоза сака висока експозиција на терен и сите тие услови на проветрување, на сите тие работи да го даде тоа што го очекувате. Значи, изборот на површините кои одговараат за насади сепак треба да бидат под надзор на стручњак и практичар и младиот човек да ја свати таа суштина дека кога ќе се оддели една површина за таков насад, таа површина треба да одговара со својата експозиција и инклинација. Тоа е многу важно, бидејќи, како што реков, има луѓе на одредени ниски места, несоодветни места одгледуваат култури и немаат резултати, и имаат повеќе загуби од колку било каква корис. Приликом при одредувањето на површината, бидејќи се работи за повеќе годишни насади, мораме да ја сватиме суштината дека со агрохемиска анализа се направи комплетно се што поседува почвата и секако се оди кон она длабока обработка на почвата. Зошто длабока обработка на почвата? Се работи за повеќе годишен насад, тој матичен субстрат треба да биде обработен и да имаме навистина кога се засади, дали е тоа лоза или овошна садница, да таа тргне и биде како што треба. Со добро растресита почва. И овде може да дојдат до израз зеолитите,
кои се одржувачи на влага и детоксификатори. И овде мора да се знае дека на таквите површини, а тоа го захтева и законот за подигање на насади, мора да има агрохемиска анализа на почвата, да се види состојбата на почвата со хранливите материи. Тоа е неминовна работа која, за жал, голем дел од производители ја избегнуваат од некои причини за плаќање и така натаму, и тука државата треба да подпомогне. Нека не им дава без разлика неосновани субвенции, туку нека им даде услов да имаат една или две агрохемиски анализи на почвата во текот на вегетацијата, или три, што треба дополнително да хранат и да додаваат и така натаму. Покорисно ќе биде тоа отколку било какви други субвенции кои ги даваат. Приликом набавката на садниот материјал. Јас тука малку повеќе ќе се задржам, бидејќи голем дел од производителите кои имаат намера да дигнат насад, зимаат од некакви несигурни, регистрирани садници. Дали е тоа од винова лоза, дали тоа садници од овошни садници и така натаму. Мора да го тоа потенцирам при подигање на повеќе годишни насади од лозови садници, од овошни дрвца, секако најважен фактор или фактор број 1 ќе го кажеме е да се употреби сертифициран саден материјал. Ние веќе во Република Македонија факт кој радува е тоа што Агрокалем од Неготино веќе произведува неколку години квалитетни садници од винова лоза и овошни дрвца. И тука тој македонски производ, произведен во Македонија, под македонски услови, а не донесен од Велика Дренова или од Србија или од Грција, постојат многу по-реални услови да успехот биде со овие садници кои се сертифицирани, прегледани и квалитетни, отколку да земеме од Србија или од Грција калеми кои понекогаш носаат и вируси, понекогаш носаат и многу болести, фомопсоси и така натаму во Република Македонија. Тоа го имаме како искуство од поодамна и затоа нашата препорака е да се земе сигурно сертифициран саден материјал од винова лоза и овошни садници. А тоа го имате на располагање веќе во Република Македонија и тоа не е на одмен да се на еден начин добива квалитетно производство на винова лоза и овошни садници. Во повеќе наврати, еве ние на почетокот рековме збор 2, се кршеше онаа мислење по однос на научната фела, кога е подобро да се подигне повеќе годишен насад. Во своје време, како студент, професорот и Ристевски и Крстевски вела нема многу голема важност дали тоа ќе биде пролетно садење или есенско садење. Сега во последните неколку години ние имаме видни тектонски промени на времето. И затоа моје лично мислење е дека есенската сејба, токму во овој период сега, е најдобра за подигање на лозов и овошен долгогодишен насад. Тоа го збориме од причина што тоа пред малку го
напомнав, а сега ќе го потенцирам, ние во пролетта, ако пролетта март, примерно март или април садеме, веќе во мај, годината која е зад нас, имавме температура од 40 степени Целзиусови. Имавме период од 3 месеци, немавме капка дожд. А сето тоа може да биде и како голема штета за младите калими кои треба да стартуваат и кои треба од првата година да дадат веќе првите потерувања и формирање, покрасно формирање на крошњата. Затоа нас, како стручни лица, со многу мои колеги што имам искореспондирано, потврдивме дека есенската сејба е многу по-добра за наши услови, бидејќи за тој период до пролетта калемот ќе се адаптира во почвата и при пролетните потерувања, а што кај нас знаат да бидат поранети како минат оваа година, знаеме дека ние имавме во февруар имавме плюс 22, 23, 25 степени, се исполни температурната сума и вегетацијата тргна порано, да во април веќе имаме мрзнење на потераните гранчиња. Значи, со еден збор, таа тектонска промена, ако е калемот засаден сега во есенскиот период, тој се адаптира во тој зимски период и пролетта, штом се исполни температурната сума, тој тргнува. И тука веќе има голема предност по однос на тоа, отколку тогаш да се сади и одма да тргне, тој нема да тргне сигурно одма, ќе се адаптира и тука веќе може да имаме одредени пореметување на нормално потерување на садниците. Значи, со еден збор, првите 3 години неопходните агротехнички мерки за подигање на насад, дали тоа лозов или овошен, се неминовни за да имаме ние добро потерување и првите 3 години оформување на двата чокота, мислам на двата лака кај виновата лоза или формирање на крошњата кај овошните видови. Тоа, тие први 3 години се навистина многу важни и во најново време неминовноста од системот капка по капка, бидејќи водата како во голем недостаток е присутно, а секој овошен вид за да има добар старт треба да има обилна влага и храна во почвата. И што е најважно, значи, редовното стручно кроење првите 3 години е многу важно, бидејќи со кроењето се одредува судбината на дрвцето што колку ќе роди. Затоа, стручното кроење и навременото кроење е основен фактор за добивање на одредени добри резултати, дали од виновата лоза или овошните дрвца. И, што е многу важно, редовна заштита, превентивна заштита на сите тие насади, дали тоа лозов, при потерувањето, значи редовно метеоследење на условите и да се превентивно заштити и добро оформат лакови за формирање на крошњата кај дрвцата или пак на двата лака кај виновата лоза. Нашата препорака е при подигање на насади од винова лоза или овошни садници, секогаш да имате контакт со стручно и практично лице кој ќе ви потпомогне во успешно подигање на насад и добивање на саканите резултати.
Тоа нешто е многу важно, кое помладите луѓе треба да го предпочитаат, бидејќи почитување и спроведување на науката и практичните сознанија водат кон успех на производство од винова лоза или од овошни садници. На крај сме од ова издание на Агроспектар, што ќе порачаме? Да. Јас се потрудив во лабораториски услови да го уедноставам овој прилог и да ги потенцирам овие принципи од кои со нивна примена во производниот процес производителот ќе има резултати. Ќе има квалитетно производство, долгогодишно производство, бидејќи подигањето на насад е една поголема и една трајна инвестиција. 15, 20, 25 до 30 години лозјата даваат род. Ако на правата површина дошла сорта како што треба, ако на правата површина растојањето е запазено и сите други принципи, тој производител ќе биде задоволен од приносите кои 20-25 години ги добива. Дали од винова лоза или од овошен насад. На тој начин, со запазување на принципите, тој ќе биде и квалитетен производител на тие производи за нашиот и за европскиот пазар. Наместо тоа, ние имаме своја главост, нема, ќе му текне на производителот, оваа нива ќе ја подигна, вика, кајсија. А таа кајсија во такво ниско место не бива. Она мора да има проветливо место, високо место, заштита од ниски температури, конфузии, што ниските места добиваат. Значи, тоа се се стручни работи што треба да му се укажат. Меѓутоа, голем дел од производителите имаат еден комплекс дека тој е роден во нивата и знае се, тука дел од производителите губат многу со таа своја главост. Затоа нашите емисии кои се од едукативен карактер и со прилози кои ги укажуваме и потенцираме по однос на употребата на зеолитите што беше минатата недела. Сега принципите за подигање на овошен насад. Утре ќе кажеме и една многу болна работа што е вистинска, а тоа е голем дел од производи што ги консумираме имаат резидуи за таа употреба на пестицидите и други. Имаме такви прилози каде што ќе ги дадеме да дојдат до тој земјоделски производител и да тој ги применува во времето кога треба да бидат негов сојузник и да ја запазува каренцата и така натаму. За да се добие здраво, квалитетно производство. Значи, со еден збор, почитување на струката и науката е база за производителот да биде успешен во својот производен процес. Ви благодарам, професоре. Благодарам и вам. Почитувани, ви благодарам и вам за времето и вниманието. Ви посакувам пријатна вечер.